Почитувани гледачи, ова ќе бидат и минути за вас, затоа што и вие ќе може заедно со нас да се посоветувате со топ едукатор за здравје, магистар по фармација, господин Филип Ачковски, кој што денес е заедно со нас. Имено ќе зборуваме за здрава цревна флора. Постојано слушаме за таа пеха вредност која што треба да имаме во организмот, меѓутоа доаѓаат празници во кои што по традиција македонскиот народ се прејадува, се препива и се чини таа цревна флора ќе доживее тотален дисбаланс, па мислам дека и сосем соодветно е вашето гостување денес. Превајде, еве, и кога не е нова година, кажете ни кои се навиките во исхраната на македонците. Вредно се заблагодарам на поканата, се надам дека ќе имаме корисен разговор и ќе добијат одредени практични совети нашите гледачи. Навистина, ние сме генерално сепак континентална држава и на тој начин нашава храна е таква, често пати богата со месо, сува. Во овој празничен период доста сме изложени на пржена храна, да не зборуваме за поголемите количини на алкохол и пропратно со него уште поголеми количини на цигари кои што се конзумираат. Така да тоа се фактори кои што влијаат на тоа да направиме нарушување на цревната флора во нашиот организам и директна последица на тоа се одредени стомачни тегоби кои што се јавуваат. Дали ќе бидат во форма на тврда столица или пак диареја, или пак се во форма на влошување на одредени проблеми кои што ни тлеат во организмот, пред се покачување на нивоата на хеликобактер во желудникот кои што сами со себе предизвикуваат зголемено лачење на киселини од една страна, желудечна болка, надуеност. Значи сето тоа се фактори кои што ние едноставно им подпомагаме да се случат со нашето однесување. Ја затоа секогаш велам кога разговараме на вакви емисии дека треба да се свртиме спрема себе кога дискутираме за здравствените проблеми. Многу ретко се тие генетски предиспонирани па сами се случуваат затоа што мора да се случат со нашето однесување. Ние помагаме да се влошат состојбите, а особено кога станува збор за една така важна работа како што е дигестивна микрофлора, бидејќи ние често пати забораваме дека нашите црева се најголемиот орган во организмот кој што го имаме и едноставно првиот контакт со средината, со надворешните фактори, заедно се разбира со белите дробови. Така да мора да имаме во предвид дека се она што го внесуваме преку уста директно интерферира со нашава нормална микрофлора и многу е важно да бидеме умерени во тој контекст, што се разбира е доста тешко да се направи во овој дел од годината. Колку е, например, користењето на лековите, колку тие знаат да предизвикаат проблеми, особено што, нели, има луѓе кои се под редовна терапија, нели, не зборуваме за оние настанки кога инцидентно би се рекло се користат лековите, колку кај тие може да се направи еден вид заштита? Па, сега тука дискутираме за разлики од лек до лек, меѓутоа она што е конкретно во моментов актуелно, следиме еден период кога температурите веќе се доста ниски. Утрово доаѓам и веќе е јасно дека зимата пристигнува кај нас. Нивоата на загаденост на воздухот исто така се високи. Тоа се два фактори што директно влијаат да во овој есенско-зимски и поготово во зимскиот период понатака нивото на болни во амбулантите се полни. Поготово зборуваме за инфективни заболувања, респираторни предсе и така натака. Во огромен дел од нив користиме ние како здравствени работници, сугерираме антибиотици. И мора да имаме во предвид како консументи на овие антибиотици дека иако тие се навистина корисни, не лечат, не спасуваат, да речеме, од проблемот, во суштина имаат одредени нуспојави кои што мораме да ги контролираме на свој начин. Главен проблем со прекумерната употреба на антибиотиците или повремена употреба е секако појавата на антибиотски асоцирана диареја. Значи антибиотиците не само што ги убиваат бактерии кои што го предизвикале проблемот во организмот, туку и ги уништуваат и нашите добри бактерии што се во организмот, таа цревна микрофлора која што имаме, и како последица на тоа еден од најнезгодните насакани ефекти кои што ќе не одвои од работа, верувајте, ако е сериозен, е диарејата секако. Заради тоа е многу важно ние постојано да го дохрануваме нашиот организам со добри бактерии, со пробиотски бактерии, а во случај кога веќе користиме антибиотска терапија, треба да користиме задолжително додатоци во исхрана што користат соодветна количина на пробиотици.
соодветната количина подразбира дека дискутираме за билионски количини, обично од 1 до 10 билиони треба да имаме пробиотици дневен внес за да можеме да добиеме соодветен ефект. Значи 2 чаши јогурт не се доволни. Па не се доволни, мислам, јогуртот е добра работа за одржување на добро варење во секојдневието. Затоа што тука имаме ферментирани култури во денешно време, се повеќе и повеќе и се додаваат дополнително тренте да се збогатуваат јогуртот и киселото млеко со пробиотски бактерии. Меѓутоа, сепак дискутираме за количини кои што се корисни доколку сме здрави, па така да размислуваме како превенција. Ако навистина имаме проблем, ако дојде веќе до диареја или ако земаме антибиотици, тоа нема да биде доволно. Ќе мора да земаме соодветни фармацевски облици каде што концентрацијата на пробиотиците е стандардизирана, точно одмерена од една страна, а од друга страна е и правилно заштитена. Вие јогуртот кога ќе го отворите, веќе не може да гарантирате колку останале од пробиотици живи. Никој тоа не може да го тврди. Фармацевски облици од друга страна, значи се контролирани и тука точно знаеме во моментот на производство која количина на пробиотици ја имаме и токму заради тоа и треба да се користат во еден период од минимум 7 до 10 дена за да покажат ефект. Тоа не е магична напивка која што веднаш ќе го реши проблемот. Заедно со нас денес топ едукатор за здравје Филип Ачковски ќе ги потсетам гледачите доколку имате проблеми со цревната флора, со функционирањето на цревата, се разбира, може да добиете и совет. Сега конкретно ќе ни кажете затоа што го начнавме, што значи здрава микрофлора на цревата. Значи какво функционирањето, дали е одење по надвор секојдневно, 2 пати дневно, дали е едноставно никакви тегови, никакви болки, затоа што во суштина често луѓето не може да бидат свесни што ги боли. Дали нели желудникот, дали ме боли цревото, дали е слепо црево, значи често пат имаме такви двоумења. Така е. Оно што е важно да го знаеме е дека е нормално да имаме присуство на бактерии кои што ние ги велиме наши природни цревна микрофлора во нашиот организам, односно во цревата. Тоа е ситуација која што се случува уште од најраното детство, уште од раѓањето на детето се колонизира нашето црево како главен орган со овие бактерии и тука има огромна количина на бактерии, милиони типови видови и подвидови се тука, меѓутоа сите тие работат во една синергија и се корисни од една страна за варењето, за разградувањето на храната, за да можете да ги искористиме незините корисни елементи. Од друга страна, тие спречуваат преку своето присуство да се колонизираат патогени бактерии кои што ќе ни направат штета. Значи таа компетиција помеѓу добрите и лошите како на секаде во животот, фигуративно да објаснам, е присутна и во нашите црева и токму заради тоа е изморедно важно преку нашиот стил на живот, пред се преку исхраната, да ги одржуваме во соодветен број овие добри бактерии. Стил на исхрана подразбира да имаме соодветен внес, веќе споменавме, на одредени ферментирани млечни производи, млеко, јогурт 300-350 мл во ден. Од друга страна, не смееме да заборавиме дека проблемите што се јавуваат во нашиот дигестивен тракт многу често се јавуваат од користење на така наречена процесирана храна. Ние се поретко наоѓаме време да јадеме сурова храна, суров зеленчук и овоше, што е клучно за одржување на здравата дигестија. И не случајно, не само заради добриот изглед и наша форма, препорачуваме минимум 300 до 400 грама дневно овошје и зеленчук разновидно, сезонско, по можност, меѓутоа свежо и случајно да се внесува. Ако внесуваме сварено овошје и зеленчук, ние ги убиваме добрите бактерии, едноставно ефектот не е ист. Имаме веќе гледач на линија, да не должиме да го слушнеме. Добро утро, повелете. Добро утро, поздрав до вас и до гостинот. Имам едно прашање до докторот, ако може да ми помогне. Повелете, господе. Да, повелете. Вака, имам последно време секојдневни скоро болки, левата страна под ребрата, дури осеќа потврдо и оток. Дали тоа се работи за некоја желудечна болка или се работи за некој цревно заболување? Зашто 5-4 или 5 години желудникот ме е сниман, сега јас ке се изразам на попрост начин, со црево,
снимање на желудникот. Така. Имам, ме рекоа, желудично кесе или кила, како да наречам. И сега, дали тие болки представуваат болки од таа кила или е некоја друго цевно заболување, па да се упатам кај што треба. Благодарам. Ви благодарам, господјо, и вас. Да ни чака на линија и вториот гледач, ќе го вклучиме, па потоа нашиот топ едукатор за здравје ќе одговори. Добро утро, повелете. Добро утро. Можда не сум баш во темата, ама сакам да прашам за стрептокока во вагиналниот дел и со сите антибиотици никако не може да се излечи. Добро, ви благодариме. Сега, деки тоа е ваш домен, јас се надевам дека сигурно ќе може да одговорите. Ќе дадеме одговор. Благодарам за прашањето. Ќе се концентрираме најпрви на првиот гледач, кој што спомена дека направил гастроскопија, при која што констатирале дека има желудечна кила од една страна, од друга страна се жали нели на болки во левата страна и спомена одреден оток и можеби и нешто по поцврсто. Малку е тешко конкретно да се одговори на база на овие симптоми, меѓутоа ако дискутираме значи конкретно она што би го дал како практичен совет во оваа ситуација, може да станува збор за желудечна кила, меѓутоа не можеме да гарантираме. Описот на симптомот е премногу неодреден за да може да тврдиме дека е со сигурност дека е гастричен проблем. Може би има и нешто друго и не е лошо да се посети интернист и да се направи едно ехо на внатрешните органи каде што појасно ќе видиме докаде е проблемот, за да може и соодветна терапија понатака лекарите да ординираат. Во однос на вториот случај сега навлегуваме во вагиналново здравје, меѓутоа сепак оваа тема е повторно тесно поврзана со микрофлората. Како што имаме цревна микрофлора, така имаме и вагинална микрофлора, која што исто така е колонизирана со соодветни бактерии, најмногу од тип на млечно-киселински бактерии, кои што помагаат за да пеката во вагината биде кисела, што е изморедно битно за да имаме добро вагинално здравје. Во оваа ситуација кога ќе се наруши таа пека, кога ќе премине во базна или во неутрална, значи во тој случај се отвараат простор за поголем удар на патогени бактерии, одредени инфекции, па тогаш мораме да користиме антибиотици. Имаме ситуација кога користела господјата различни веројатно типови на антибиотици и во одреден период не знаеме во кој, меѓутоа се уште симптомите не се повлечени. Она што е важно е да се направи соодветен бриз и да се потврди кој антибиотик е соодветен, односно би бил најефикасен во однос на конкретниот причинител од една страна, од друга страна, она што е корисно како дополнителна терапија е внес на соодветни форми на лактобацили за апликација во вагиналниот дел. Тие честопати треба да бидат избогатени со млечна киселина, значи во комбинација ќе ја вратат, ќе ја стабилизираат микрофлората од една страна, од друга страна ќе ја вратат pH вредноста, што е многу важно. Во кисела средина не можат да живеат најголем дел од патогените бактерии и тоа ќе помогне да се стабилизира процесот, се разбира, паралелно заедно со соодветна антибиотска терапија. Ќе ги вклучиме, Маријан, гледачите? Да, ајде да вклучиме уште двајца гледачи, па да ќе поминеме во завршниот дел од разговорот. Повелете, добро утро. Добро утро, почит на програмата и на гостинот. Молам за една консултација и совет. Сопротно од сегашните комуникации, кај мене сега е потешко излегување на столица, одnosno затек од 4-5 дена со минимално празнење. Да кажем и тоа дека имам статус на хипотироизам, пијам Евротирокс и знам дека болеста е пропратена со ваква ситуација на затек. Овие 4-5 дена исклучил сум на млеко, дробено, пиење млеко, кој исклучив кафето на минимум, па ме интересира што би могло да се уклучи на природна база да би можел да ја регулирам столицата, бидејќи сепак ова ствара една потешкотија. Благодарам унапред на тоа. Благодарам. Ајде, уште еден гледач ќе вклучиме, потоа двете прашања ќе ги одговори нашиот гостин. Повелете, добро утро. Добро утро, поздрав до тебе, Марко, поздрав до Елена, и најголем поздрав до докторот. Јас сакам да го прашам докторот дали има лек
не можам да воздржувам мокрацата, бев на гинеколог, се е во ред, се е исправно, нема ништо, никакви проблеми и ни со папа Николао, и ехо ми правеше и ми рече се е добро, а јас не можам да ја воздржувам мокрацата, а пијам многу лекови, не можам да пијам течности због тоа што не можам никаде да излезам од дома, морам да седам дома ако пијам многу вода. Благодарам на одговорот, пријатно и се најубаво. Благодарам. Добро, значи прво прашање е баш во контекст на денешната тема и е, да речам, доста честа ситуација и поготово е честа во овој период. Се разбира, ние кога дискутиравме за оној дел на здравата храна, мислевме пред се на некоја акутна обстипација, па затоа велиме внимавајте, не внесувате чест премногу сува храна или внесувате течности за да може да се стабилизира столицата. Во овој случај секако имаме и друга подлога на болести и додатна терапија што ги влошува овие симптоми, меѓутоа доколку човек 4-5 дена, како што вели, не оди, народски кажано, не може да изврши нужда, навистина треба да се преземат соодветни активности. Во прв ред господинот направил промена во исхраната, вовел течна исхрана, што е прв и основен предуслов. Ние велиме дека треба да внесуваме минимум 2 до 3 литри течност на ден, за да имаме исправна столица. Тоа е од една страна. Од друга страна, доколку тоа корисно е да имаме и соодветни активности, бидејќи едноставно седечкиот начин на живот дополнително влијае на тоа нашиот организам да не може да функционира како што треба и да дојдеме до ситуација на стврста столица. Така да е корисно да имаме соодветни активности, барем 30 на минутно движење во текот на секој ден или друг тип на вежби. Толку веќе немаме ефект од овие активности, паралелно во исхранава мора да внесуваме соодветно овошје и зеленчук, бидејќи тие ќе помогнат тоа да се стабилизира и на крајот почнуваме со соодветни терапевтски можности. Прва работа која што секако можеме да ја дискутираме во ваква ситуација се одредени природни материи кои што можат да ни помогнат на една од најбезбедните, да речем, состојки што може да ја примениме сами, без да одиме на консултација на лекар, не ни треба рецепт, како што велиме ние стручно, се секако препарати на база на лактулоза. Тоа е една опција која што е доста безбедна во смисла на тоа да не предизвикува некои тегоби, несакани ефекти, а е ефикасна. Ја привлекува водата, столицата ја прави, ја омекнува, да речем, или овозможува да бидеме да се однесуваме нормално. Од друга страна, значи, доколку тоа не помага, можеме да користиме и одредени чаеви кои што би помогнале, најмногу од тип на сена и така натака, значи кои што на друг начин действуваат и ги мотивираат нашите црева да тоа се случи. Доколку и тоа не помогне, веќе 4-5 дена е доста време, треба да се исконсултираме со лекар, каде што ќе добиеме и на препис соодветна терапија. Така да. Сега накусо само уште и прашањето од последниот гледач, а јас на гледачите кои што чекаат на линија ќе им ветам дека пак ќе дојдете. Добро. Второто прашање беше врзано со уринарна инконтиненција. Проблем што е нормален во поодмината возраст, поготово кај женска популација. Може би малку и претерав. После 50-та година е чест проблем, особено кај женска популација. Треба прва работа што може да се направи се така наречени кегелови вежби, што се важни за да се засили мускулатурата во долниот дел на абдоменот, за да имаме контрола над мокрењето. Доколку тоа не помогне и нормално намалување на телесната тежина. Телесната тежина е критична точка за тоа. Доколку тоа не помогне, треба да се господјата беше упатена на гинеколог, може да се упати на уролог, кај што ќе добие подетални совети, има низа на терапевтски можности и лекови кои што се не можеме да ги дискутираме во емисијава, а што можат да помогнат состојбата да биде многу подобра или да се сведе на минимум. Ви благодарам за гостувањето и за советите, а